Sayın seyirciler, bugün Üsküp'ün 11 Ekim otobüs fabrikasını ziyaret ettik. Orada sorumlu arkadaşlarla bir konuşma yapıyoruz. Sayın arkadaş Tırpkovski, 11 Ekim otobüs fabrikasının çalışmaları hakkında kısa bilgiler sunar mısınız? Фабриката за автобуси 11 октомври Скопје формирана е на 1.1.47 година. Она е во состав на Сдруженото предпријатие ФАП ФАМОС, се состои од 4 фабрики, имено од ФАМОС Сараево, ФАП Прибојна Лим и Аутокаросерија Загреб. Фабриката за автобуси 11 октомври воглавном произведува автобуси за потребите на југословенското тржиште, румунското тржиште, полското тржиште и Либија. Моментално фабриката изработува автобуси за потребите на Југославија и за потребите на Полска. Фабриката исто така произведува и е во кооперација со Црвена застава, произведува кабини и фургони. Автобусите кои ги произведуваме во нашата фабрика распространети се низ целата наша земја, така да секој граѓанин кога патува може да ги види и важат како многу удобни и многу економични автобуси. Фабриката од мала работилница од 47 до денеска прераснува во еден голем гигант кој со своето производство од 1000 автобуси до сега, од сега иде на 1300, прераснува во еден голем gigant на автомобилска индустрија во Југославија. Adınızı söyler misiniz? İlyas Abdullah. Ne gibi burada çalışıyorsunuz? Burada bitim işlerindeyim, demirci gibi. Şimdilik bu otobüsler hazır oluyor. Hangi pazarlara gidiyor? Bak şimdi bunlar burada Kosova Trans, Banyaluka, Borat, Mercedesler hep bizim iç pazarımız ve Polonya'ya dışarı için şimdi henüz yeni başlayacağız. Hangi otobüslerden üretiyorsunuz? Sanos 14 ve Mercedes 302. Bu otobüslerin fiyatı ne kadar acaba? Fiyatı 70'ten 85 milyona işte tamamını de söyleyemiyoruz. Sayın arkadaş Andrea, yaklaşık olarak işçi strüktüründen söz eder misiniz? Во фабриката за автобуси 11 октомври вкупно има 2166 работника запослени. Квалификационата структура на работниците во фабриката изгледа ваква. Високо квалификовани 224 работника, квалификовани 1043, полуквалификовани 121, неквалификовани 445, високостручни 66, вишестручни 34, средностручни 138, нискостручни 95. Фабриката во текот на 74 година примила 439 работника, од тоа отидени се 195 работника. Фабриката воглавном се снабдува со своји кадри исклучиво за квалификовани работници од школото за стопанство Коце Металец и преку своји курсеви кои ги преку центарот на фабриката ги зима работниците преку заводот за вработување на 3 месечно оспособување за работно место за кое добиваат по 80.000 стари динари. За високостручниот кадар фабриката се снабдува преку машинскиот факултет, бидејќи фабриката моментално стипендира 100 стипендисти на машински факултет, економски и правни. Меѓутоа 90% од овие стипендисти се исклучиво на машински факултет. Националната структура во фабриката изгледа овака, значи 6% се турци, 5% албанци, 1% останати и 88% македонци. Воглавном фабриката, кадарот во фабриката е млад, така што фабриката може да се гордее што во истата работат преку 1000 младинци, така да работник кој ќе појде ќе види само млад свет, кој со еден елан, со едно само прегорност работи на автобусите, на монтажа и на припрема за предавање на нашите купци. Siz Üsküp'teki 11 Ekim otobüs fabrikasında işçisiniz. Evet, Üsküp. Kendinizi seyircilerimize takdim eder misiniz? Olur. Celalettin Doğan.
Fabrikada ne gibi çalışıyorsunuz? Fabrikada oto elektrik tamircisi gibi çalışıyoruz. Ne zamandan beri çalışıyorsunuz? Burada 1957 yılından bugüne kadar devamlı olarak çalışmaktayız. İşinizden memnun musunuz? İşimizden memnunuz. Ya maaşlarınızdan? Maaşlarımızdan da memnunuz. Gelişme yollarınız hangileridir ve bugünkü üretim piyasayı memnun ediyor mu? Фабриката во почетокот од мала примитивна работилница прерасно е во еден гигант. Во прво време произведува околу 30 автобуси годишне. Меѓутоа, со изградбата на новата фабрика, фабриката во текот на 74-та произведе 1000 автобуси. За 75-та по планот на фабриката треба да се произведат 1300 автобуси. Сето ова се должи што фабриката е сместена во една нова, модерна хала, со голем капацитет за производство на автобуси, со разни механизирани средства и машини и со стручен кадар кој во потполност ќе задоволи за да се произведат овие 1300 автобуси. Adınızı söyler misiniz? Musli Duran. Musli Salih deniyorum. Siz ne zamandan beri burada çalışıyorsunuz? Ben burada 63 yılından beri çalışıyorum. Yani 12 yıl hiç durmadan bu fabrikada çalışıyorum. Ben de 63 yılından burada çalışıyorum. Kardeşim de bir başkaları var. Siz burada ne gibi çalışıyorsunuz? Biz burada otolamarinacı sanatı üzerine çalışıyoruz. Ben de aynı kardeşimle bir zamanda otolamacı sanatı çalışmaya başladım. İşinizden memnun musunuz? Biz işimizden memnun diyebiliriz. Memnunuz yani. Çok memnunuz. Sayın arkadaş Andrea, toplumsal besin için söz etmenizi rica ederim. Во фабриката за исхрана на работниците постојат два ресторанти. Во новата фабрика има еден нов модерен ресторант во кој можат да се хранат 1500 работника. Во старата фабрика исто така постои ресторант во кој рестото од работниците од 1500 се хранат во стариот. Исто така во фабриката постојат и 3 бифиња за работниците кои не сакат да јадат во мензата, можат да се снабдуват преку бифињата. Фабриката многу има положено за да ја обезбеди општествена исхраната во фабриката, бидејќи со стариот начин да работниците си носат храна од дома и во губење на време, така да планот за производство заостанува баш од тие причини, бидејќи сегашната технологија бара работникот да во одредено време иде на одмор, мислам на оној дневен одмор, да доручекот, мислам оној оброк кој го добива во мензата, биде во одредено така да нема престанување во ланецот на производство, тоест технологијата не го дозволува. Работниците во мензата се хранат за 150 динари, тој стари, така тоа е еден минимално учество на работникот за исхраната. Исхраната воглавном се дава 2 пати дневно, тоест за првата смена од 9:30 до 11, а за втората смена од 4:30 до 5 саатот. Работниците во друштвената исхрана ги имаат сите удоволствија, како дома, може и побаво за некои работници, бидејќи нашиот ресторант располага со сите јадења кои може да се куват во еден ресторант, имено може да добие и топли и ладни оброци, така да он